На 30 декември минатата година, на седница на која што се гласаше буџетот за 2022 година на град Скопје, го изгласа и амандманот со кој што се предвидуваат средства кои што ќе бидат наменети за бесплатни менструални производи за девојчињата во средните училишта. Така што на оваа тема денеска продолжуваме со моите денешни соговорнички. Добро утро и голем поздрав за Теодора Крстевска, која што е советничка од ДОМ, и Теодора Милеска, која што е дел од тимот на Период СК. Дами, добро утро до вас, срекни празници и голем успех сме постигнале заеднички како дами, ќе кажам, во текот на минатата година. Се надевам дека резултатите допрва ќе ги гледаме сите. Меѓутоа, темата е и повеќе од емотивна, би рекла, па може и така некако да започнеме. Што за вас значи менструалната правда, која што колку толку, да кажам, до некаде ја постигнавме? Значи многу. Иако изгледа навидум дека е ситна работа, многу мал дел од буџетот е, сепак тие проценти што се тажни, што се 21 век срамота да постојат, срамота е да се збори за тоа. Се надевам дека сега од јануари, како ќе се распредели буџетот, дека што поскоро ќе бидат на нула. Нема да гледаме више 15-20%, нема да гледаме крпчиња, висници. Да, фрапантни податоци, ќе ги споделам и јас, меѓутоа Теодора, повели ти со твоето мислење за темата социјална правда, накусо како вовед во разговорот кој што го имаме. Да, значи менструална правда за мене значи буквално правда во вистинска смисла на зборот, односно дозволување на секоја девојка, жена во нашата држава да го постигне својот потенцијал, без при тоа менструацијата како природен процес да биде една препрека во нејзиниот живот. Да, имавте бројни активности зад вас во полето, ќе кажам, на менструалната правда. Меѓутоа, јас ќе споделам дел од истражувањата. Велат дека 81% од средношколките сметаат дека во училиштата треба да има бесплатни производи за менструална хигиена. 79% од испитаничките одговориле дека во нивното училиште нема некогаш сапун и тоалетна хартија. 1/5 рекле дека немаат ниту чешма за миење раце во тоалетите. Ова е на ниво на цела Македонија? Да. Да, тоа се навистина жални податоци. Околу 65% од учесничките во анкетата одговориле дека во нивното училиште никогаш немало предавања или разговори за условите за одржување на менструална хигиена. Според пресметките во истражувањето, обезбедувањето на бесплатни производи за менструална хигиена би чинело нешто повеќе од 0,08% од вкупните расходи на државниот буџет за 2021 година, што навистина не е нешто премногу. Оптеретување, 64% од испитаничките трошат до 300 денари месечно за лекарства против менструалната болка. Секоја трета учесничка во истражувањето била барем еднаш во ситуација да нема средства за менструални продукти и да мора да импровизира со крпи, весници и тоалетна хартија. Сето ова ја става Македонија на мапата на земји со менструална сиромаштија. Колку време веќе работите, да кажемте, на истражување на овој проблем, бидејќи навистина, за жал, Македонија ја става на мапа на менструално сиромашни земји. Споменавте и вие, јас ќе го споделам и моето искуство во кога јас бев средношколка, исто така можам да кажам дали еднаш во годината имаше некое необврзувачко предавање на оваа тема, така што можеше да се отиде, но можеше и да не се присуствува. Верувам дека некои од девојките во тоа време не ги слушале тие предавања. Не знам како е сега, можете вие да ми доловите низ годините што се случува и што колку сме сериозно менструално сиромашни. Минатата година, по повод 8 март, форумот на жени на ДОМ во соработка со ТИТИНГ и со ХЕРА и со уште некоја граѓанска организација организиравме баш трибина на оваа тема, на менструална сиромаштија. Да бидам искрена, јас тогаш прв пат ги прочитав овие бројки и сериозно се загрижив. Токму и тоа беше мотивацијата уште за време на кампањата. Едно од приоритетите да ми биде токму ова. Сега работата е што успеав да го издействувам за град Скопје, ама град Скопје не е единствениот град во државата. И дури веројатно во град Скопје се условите подобри за разлика од останатите градови. Така што мислам дека борбата тек почнува. Ова е еден мал чекор и сега треба
останативе градови да го следат примерот на град Скопје и сите во нареден ребаланс на буџет да стават оваа ставка за од некаде да почнеме. Менструалната сиромаштија е сериозен проблем. Менструални производи сега ќе има бесплатни за средношколките, но следно што треба да се работи, мислам дека е на тоалетите. Затоа што тоалетите во средните и во основните училишта се ужасни. Јас се сеќавам уште јас кога сум била средношколка, ниту тоалетна, ниту сапун, врати немало на некои места. А збориме за град Скопје, што останува за руралните средини. Така да тек почнуваме. Да, дополнително на ова би се надоврзала со тоа дека не е ова нешто што станува во 4 зида, едноставно менструацијата и менструалната сиромаштија влијае на квалитетот на живот, но исто така и на образование кој го добиваат девојчињата во нашето општество. Ова истражување од прилика прави анализа на тоа дека во текот на 4 годишно образование девојките и луѓето кои менструираат губат околу 36 училишни денови или скоро цел месец дена поради менструација и поради немање услови во самите училишта за одржување на менструалната хигиена. Во однос на едукација на менструацијата во нашите училишта немаме многу мрднато од вашето време. Тоа е жално, да се слушне. Со тоа што дури кога ги имаме тие предавања, не се во склоп на училиштето, туку пред се станува збор за промоција на одредени производи од страна на Да, па тоа така беше и претходно, да, веројатно така си уште останало. Тоа само зборува дека мора уште многу почесто погласно да зборуваме за оваа проблематика, затоа што Теодора ти спомена дека кога си ги дознала тие фрапантни податоци, си се замислила, значи не си ги знаела ниту ти претходно. Јас верувам дека со самиот овој денешен разговор исто и ние ќе инспирираме многу, па не само дами, ова е проблематика на цело семејство, би рекла, да, и за мажите подеднакво, затоа што станува збор до некаде и за финансиски трошок, а на крајот од денот финансиите се дел од едно цело семејство. Верувам дека кога многу повеќе би се зборувало, многу повеќе би допреле до други гранки, до други теми, до други луѓе кои што би се вклучиле во целата оваа проблематика, бидејќи навистина е жално во денешно време во 21 век ние да зборуваме колку менструално сме сиромашни. Сега што значи нели ребалансот на буџетот? Односно нели одвојување на буџет конкретно за оваа проблематика, се споменува дека нели јануари 2022 ќе почне реализацијата на овој проект, па еве веќе сме нели јануари 2022, што тоа значи? Вака, во поглед на реализација. Средните училишта што се под град Скопје си имаат блок дотации кои што градот им ги доделува за секоја година да набавуваат хигиенски производи. Сега во тие блок дотации што се предвидени за средните училишта, ја зголемивме сумата за 2 милиони денари, кои што ќе бидат наменети за секој училиште специјално и конкретно да набавува менструални производи. Преку комисиите што се за образование и за социјална и здравствена заштита, ќе се обидам да издействувам што поскоро да се направат протоколи, да размислиме на кој начин менструалните производи ќе бидат дистрибуирани. Затоа што сметам дека ако идат преку диспанзери, се уште не сме на тоа ниво, мислам дека ќе се кршат, ќе се крадат, ќе се злоупотребуваат. Да се најде начин, дали на месечно ниво да се дистрибуираат ученичките, дали на годишно ниво, да најдеме некој начин како најубаво да го изреализираме тоа. Па дури и тоа крадење кое што го споминуваш, уште еднаш го потврдува фактот за менструалната сиромаштија. Значи до толку сме сиромашни што некогаш жените посегнуваат и по тој момент. Мислам, многу е жална целата ситуација со која што се соочуваме. Како размислуваат младите околу вас? Претпоставувам многу посвесни се за целата оваа проблематика, затоа што не е ова нешто срамно. Не знам како, дали се уште има девојчиња кои што едноставно се срама да зборуваат на оваа тема? Што вели вашето искуство? Да, значи најголем број од самото истражување ни кажува дека едноставно така се учат девојките и жените во нашето општество, дека менструацијата е една срамна појава, особено менструалното крварење и менструалните дамки, не треба да се зборува, најчесто се зборува во кругот на семејството со женските членови на фамилијата и тука некаде па дури во семејството е така некако со
Да, мислам дека подзаскриено. Дефинитивно, мислам дека едно нешто што мене ми остави впечаток од самото истражување дека кога зборуваме на пример за прва менструација, постои онака од страна некое размислување дека тоа е еден многу среќен момент во животот на девојката, дека станува жена, но истражувањето ни укажа дека всушност најзастапените емоции поврзани со оваа појава се уплашеност, загриженост, збунетост, наспроти оние стереотипни размислувања кои ние ги имаме, мислам дека тоа пред се должи затоа што не се зборува на оваа тема доволно и не се зборува навремено, што исто така важно, се зборува многу подоцна во животот или добиваме информации сами кога ќе добиеме пристап до интернет, што е такако важно и затоа е многу важно да се зборува уште што порано, затоа што пубертетот започнува порано, да, веќе се променија некои работи. Се намалува возрастната граница за добивање менструација, па затоа уште поважно се зборува уште порано на вака. Дали се девојките на ваша возраст, па и помалите, посвесни веќе за оваа ситуација? Затоа што ете, јас го споменав, моето време не е тоа така далечно, меѓутоа не се зборуваше толку многу опуштено, да кажам, па и во друштво, да, меѓутоа, како што велиш ти, Теодора, исто, нели, во домовите имаше семејства каде што едноставно не се зборува за такво нешто. Срамно е да се каже пред таткото, например, или се користат други зборови заскриени и слично. Мислам дека генерално се уште тоа присутно. Јас дефинитивно ќе зборувам од една попривилегирана позиција каде што веќе се бавам со ова една година, па јас постојано зборувам на оваа тема и никако не постои срам околу ова, но мислам дека дефинитивно е барам кај младите малку е позголемена свесноста на оваа тема и мислам дека тоа е пред се затоа што зборуваме на овие работи. Имаме сеопфатна студија која ни е доказ за тоа, имаме бројки, имаме нели зафаќаме простор на социјалните мрежи и мислам дека тоа некако побудува да ги струшиме оние граници кои ги има веќе поставено општеството во однос на зборување на тема стереотипните граници. Колку добивате поддршка и од социјалните мрежи, од граѓаните? Колку, Теодора, ти со оглед на твојот предлог најде на можеби судири на размислување или едноставно беше поддржана од сите? Не. Не? Значи беше многу интересно затоа што кога дојдов со предлог амандманот, процедурата е излегува лице од финанси, кажува дали амандманот е прифатен или не прифатен. Доколку не е прифатен, оди на гласање. Јас излегов со амандманот, уште од претходно се знае амандманите кои се и што се и излегува господјата од финанси и вели овој амандман не е прифатен. Добро, одиме на гласање. Излегов на гласање да го образложам. Тоа што многу ме растажи беше фактот што за многу малце, за еден глас, овој амандман помина. Имав голема поддршка од опозицијата, од Социјалдемократскиот сојуз, од Зелен Хуман град, но за жал мнозинството гласа воздржани и против. За време на дебатата... Тоа е погубна слика за цела Македонија, не е... Да, многу жално. Исто што беше уште пожално беше за време на дебатата, додека траеше за амандманот. Излезе еден млад дечко, можеби на моја возраст, и рече: вас ви поминуваат амандмани за глупави работи, за некои менструални работи што не знам никако да ги наречам. Тоа најде на подсмев од неговата страна, што јас бев млад дечко. Немаше повеќе од 30 на години. Како тој дечко ќе воспитува еден ден ќерка? Не знам, свеста е на многу ниско ниво. Како тоа да се промени, Еве? Затоа што јас гледам дека свеста се уште е на ниско ниво, како што било и пред 10 на години, така и се уште, со тоа што сега има се поголем број на можеби млади луѓе кои што се ентузијасти за оваа проблематика и се борите да направите некакви промени кои што се од круцијално значење за младината пред се. Меѓутоа, еве, сведоци сме, како што велиш и ти, Теодора, дека се уште постојат млади луѓе кои што размислуваат за жал на овој начин. Мислам дека преку образованието. Тоа ќе трае. Да. Ќе трае долг процес, ама сметам дека преку образование и еманципација за некои 10 до 20 години можеби ќе стигнеме на некој ниво каде што
ова нема ни да се зборува веќе. Да, ова е Ќе тема биде која што не нешто треба воопшто најнормално, да се зборува, да. Не е ништо чудно. Мене кога Да. ја читав што беше истражувањето, ме фрапираше моментот девојките ги сметаат за нечисти. Јас тоа кога го прочитав бев шокирана. Кој тоа? Грото? Грото? Генерално, да. Генерално тоа е Да. мислењето. Да, ние имавме една кампања онлайн со Период Скопје во однос на да ги струшиме менструалните митови и постојат многу митови. Зошто? Затоа што немаме едукација на оваа тема, од нечиста крв до тампоноти, од земена виноста, до не смеш да се бањаш кога имаш менструација, што сите упатуваат и се смешни за некои луѓе, но за некои се реалности. Се развиваше дебата, онака жустра дебата во коментарите, од типот на вие ги измислувате овие работи. Да ги измислувавме, сте мислам фрапантно е да отворите форуми на интернет и да читате што се зборува таму. И само останувате со отворен уста и дека мора да се работи на оваа тема, како што кажа Теодора, едукацијата е единствениот начин. Да, трае долго, но мислам дека ќе ни помогне многу во однос на менување на мислењата кои ги имаат луѓето и креирање свест за оваа појава, затоа што не се менструални работи, едноставно е дел од нашиот живот и можеби не директно за секој, но индиректно и не треба нели тоа да е основа за подсмев. Апсолутно, воопшто не треба ни ова да представува еве тема за разговор на медиумите во некои земји, бидејќи сме менструално многу сиромашни, каде сме можеби тука некаде на Балканот или во светот? Генерално имате такви некои статистики и податоци? Не, затоа што нема да речам дека е нова тема, но мислам дека е тема која е потребна да се има многу истражување. Ова првата сеопфатна студија кај нас, што ни дава малку по-длабински приказ во самите статистики, но пак ќе кажам дека не треба да не охрабрува тоа што менструалното сиромаштво има и во земјите кои се веќе развиени. Точно. Но треба да потеки да се огледаме на практиките кои ги имаат тие и да преземеме дел од нив, што мислам дека дефинитивно амандманот на град Скопје е еден првиот чекор кон решавање на оваа сложена ситуација се уште за жал во нашата земја. Дали имате поддршка од мажите? Дали тие се вклучени во истражувањето? Дали се интересираат и покажуваат интерес за оваа тема, Теодора? Да, значи првата идеја за самото истражување беше да се испитаат самите ставови кои се има во однос на менструацијата, но за жал учеството на мажите во пополнување на онлайн прашалникот и не беше толку голем број, па не ни овозможи нели да добиеме увид во тоа. Така да ќе кажам дека сум скептик во однос на таа тема, затоа што се уште за менструалното здравје, менструалните производи се гледа како женска тема и тука нека да се става границата во однос на дали мажете ќе учествуваат. И тоа треба да се промени, затоа што не е само женска тема. Да, ма и самата едукација кога доаѓаат фирмите за менструални производи, најчесто се девојчињата се тргаат на страна и тие ја добиваат оваа едукација, додека момчињата се сусама на некое друго место и многу често па и поради самото незнаење од нивна страна за што е менструација и што се случува. Нема интерес, предпоставувам. Добро, сепак промените треба од корен некако да тргнат да се менуваат и убаво спомени ти, Теодора, веројатно 10 или 20 години за жал ќе бидат потребни за некои промени да се направат во целост, што би се рекло во нашата земја. Какви се плановите понатамошни, Теодора, во поглед и на истражувањето? Ќе има ли нови истражувања? Затоа што верувам дека откако сето ова ќе се спроведе во училиштата, дополнително ќе ви биде поттик за да направите истражување како тоа функционира. Какви се идните планови, активности? Да, во моментот немаме некој конкретен план за следење на самата имплементација, но дефинитивно мислам дека е нешто што можеби од сега па натаму ќе опанираме, сепак ќе се уште јануари 2022 и мислам дека всушност ова истражување беше како еден предвестник на самата одлука, затоа што е многу важно кога настапуваш пред некој да ги имаш фактите и статистиките, а ова е првата сеопфатна студија за оваа тема која не ги опфати само средношколките, туку и полнолетни жени и девојки, а воедно направи анализа за колку се тоа ќе чини. Така да мислам дека
Ке има нешто и ќе се следи, мислам дека ќе се вклучат и многу повеќе организации на оваа тема, чисто за да се зајакне самиот глас пред застапувањето. Има ли други организации кои што се залагаат за оваа проблематика, за менструалната правда? Да, значи мислам дека се уште не е примерен фокус на многу организации, знам дека постојат и организации кои зборуваат на оваа тема и многу поодамна, но бројот е многу помал во споредба да речеме за други теми кои се покриени од страна на владиниот сектор. Теодора, вашите планови во поглед еве на годинава и на промените кои што за многумина значат живот, сериозно? Така е. Ке гледам со наредните ребаланси на буџетот и преку различни проекти и програми, што повеќе да имплементирам барем на ниво на град Скопје, бидејќи тука можам да делувам. Таму можеш, тоа сакав и да потенцирам, да. Некаде ќе почнеме, па се надевам дека ќе биде инспирација и за останатите градови. Она за кое што се зборува следно, баш со пратеничката од Дом со Маја Морачанин, зборувавме дека е во процес изработка на предлог закон за намалување на данокот на менструалните производи, односно од 18 на 5%. Тоа значително ќе намали цената, што исто така ќе намали менструалната сиромаштија. Така да чекор по чекор, полека, мислам дека до крајот на годината можеме да направиме уште едно истражување со кое што се надевам искрено дека процентите ќе бидат многу помали од ова сега. Се надевам и јас. Теодора, во поглед на истражувањето, ми помина низ глава сега едно прашање. Сум била сведок на многу неинформираност од страна на женски припаднички, па конкретно зборувам сега за сите оние производи кои што може да се користат при менструација. И тоа за мене е до некаде жално, некој во овој 21 век нели да не е информиран за се, но се среќававте ли со такви ситуации во текот на истражувањето, особено оние по руралните средини? За жал никогаш не ни слушнале можеби за тампон или како тој може да се користи и така натаму. Да, значи генерално многу се мали стапките на користење други менструални производи освен менструалните вошки, и тоа пред се поради пред се немање на информации, второ како што спомнав и самата стигматизација на користење на тампон. Имаме еден друг проблем. Можеби финансиите се проблем, затоа што дефинитивно, да. Имаме еден друг проблем во однос на користење на одржливи менструални производи, е тоа дека тие иако на долг пат се многу ефтини, сепак се инвестиција која треба, многу скапа инвестиција која треба да се направи во моментот, и дополнително кога се зборува за одржливи менструални производи како што е менструалната чашка, сега кај да се достапна и во маркетите и може да се набави, но каде ќе ја менуваме освен ако не дома. Немаме тоалети кои го исполнуваат менструалниот стандард, кој налага да се има тоалет, но исто така и чешма за мијање раце во склоп на самата кабина, со што би се овозможило многу полесно менување. Колку е жално сите ова што го зборуваме, значи зборуваме за тоалет кој што треба да има и чешма и можност за се останато да функционира. Значи во никој случај врата. Да, ние ни тоа го немаме. Многу е потресителна ситуацијава за која што разговараме. Те прекинав, можеби, извини за моето. Да, и мислам дека иако ние сакаме нели додеме оној чекор напред каде што оди светот и зборува за како да се грижиме за животната средина за нашето здравје. Имате многу препреки кои што ве назадуваат. Голем број на препреки, не можеме да зборуваме за ајде дечки купете менструална чашка која вреди 50 евра или 3000 денари, кога стандардот кај нас е многу понизок и луѓето не може да се дозволат ни улошки од 100 денари. Па веројатно и многумина не ни слушнале за таа менструална чашка, се служуваш така за таа неинформираност за која што зборуваме. Па не само за цената, туку и за начинот на како се употребува и така натаму. Има други новитети во поглед на менструални препарати за граѓаниве да дознаат? Да, има и менструален диск кој кај нас не е, мислам, достапен, но сличен е самиот начин на користење како менструална чашка. Пак ова спаѓа во делот на одржливост. Пред се мислам дека се фокусира светот на тоа како да го намалиме загадувањето, затоа што сепак станува збор за пластика и менструалните производи, особено улошките и тампоните, се меѓу едни од топ 5 загадувачи на животната средина. Со години, за жал. Да, но во ред сепак е ова една споменав тажна проблематика, сериозна и многу емотивна, не само за дамите, за цело едно семејство како што споменав, бидејќи пак на крајот од месецот страда буџетот кога ќе се сумираат работите. Дами, јас ви благодарам за ова денешно гостување. Фала за борбата што ја имате сите вие жените.
тука нели ќе се приклучам и јас, затоа што особено во земја каква што е нашата е тешка борбата, како што велиш и ти, има многу препреки, многу пречки кои што ќе те уназадат неколку чекори, ама борбата допрва почнува. Се сложувате? Да. Така. Да, тука ќе бидеме и понатаму да ги пратиме вашите активности и заеднички да зборуваме за менструалната правда. Ви благодарам многу. Благодариме. Да, беа тоа Теодора Крстевска, советничка од Дом, и Теодора Милеска, дел од тимот на Период СК. Ви благодарам и вам за вниманието. Се надевам дека ако ништо друго, барем ќе си го ставите прстот на чело, или оние луѓе кои што се уште со стигма зборуваат за оваа проблематика, ќе размислете малку поинаку да гледате на целото ова нешто. Менструалната правда е нешто за кое што верувам допрва ќе зборуваме сите ние.